Добродојдовте во урбаните вести. Со реализација на летот од Малта на Скопскиот аеродром Александар Велики, ТАВ Македонија денеска го одбележа воведувањето на трите нови дестинации – Малта, Рим и Ваксио, како и одлуката на Визер да инвестира во поставување на четвртиот воздухоплов во незината база во Скопје. Во продолжение следуваат останатите вести. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел до возачите да не возат кога се поспани. Започна кампањата "Дотирај го Скопје" во Ѓорче Петров. Јавното претпријатие Комунална хигиена засилено ја чисти околината на градскиот стадион. УЈП ќе почне со присилна наплата на радиодифузна такса. Поспаниот возач е опасен за себе и за останатите учесници во сообраќајот. Доколку почувствувате замор, направете пауза и освежете се со храна и пијалок, препорачува Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата порачува дека поспаниот возач е неспособен да направи нешто за да избегне критична ситуација или судар со друго возило и ги советува возачите кои ќе осетат замор да запрат со возењето и да се одморат и по можност малку да поспијат пред да продолжат да возат. На нашето поднебје заморот како причина за сообраќајна незгода е потценет, а исто така е невозможно да се утврди точниот број на сообраќајни незгоди кои се случиле само затоа што возачите биле премногу уморни или заспале зад воланот. Но сепак голем дел од сообраќајките кои се случуваат, особено во летниот период, наведуваат кон тоа дека заморот е причина за незгода. Овие незгоди често се со многу сериозни последици, бидејќи поспаноста и заморот го прават возачот полусвестен или неспособен да направи нешто за да избегне судар со друго возило или излетување од патот, велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот. Заморот, додаваат оттаму, обично се јавува по 2 часа возење, меѓу вториот и 7-миот час возење, или откако возачот ќе помине од 200 до 500 километри, во зависност од тоа на каков пат вози. Заморот се манифестира многу слично кај сите возачи. На почетокот се манифестира со желба за спиење, се јавува боцкање во очите, чувство на топлина и укочување на вратот, рамената и рацете, како и слаба циркулација, трнење на нозете и болка во долниот дел на грбот. Сето ова може да доведе до полусвесна состојба и намалување на способноста за расудување, а најлоша последица е возачот да заспие зад волан, бидејќи тогаш последиците најчесто се трагични, појаснуваат од РСБСП. За намалување на заморот, нагласуваат оттаму, корисен ефект има пријатната атмосфера во возилото, разговорот со сопатниците, слушање соодветна музика, како и разни промени кои се случуваат за време на возењето, менување на околината, вегетацијата, менување на условите на патот, ограничувањето на брзината, менувањето на режими на возење и слично. Вентилацијата во возилото треба редовно да се проветрува и прилагодува, така што во возилото секогаш ќе има свеж воздух и ќе се создаде поволна микроклима. Не претерувајте со прекумерно ладење или грејење на просторот во возилото. Многу е важно да одмарате во соодветни интервали, да правите кратки паузи, да се освежите и размрдате. Кога ќе правите пауза, пешачењето и вежбите се покорисни отколку седењето. Добро е да седнете, но во друга положба од таа што сте седеле во автомобилот. За време на паузите препорачливо е да се земаат помали оброци лесно сварлива храна, како млечни производи, овошје и зеленчук и освежителни пијалоци како сокови и чај, препорачуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Општина Центар организираше еднодневна екскурзија во Охрид за учениците кои имаа најдобро учество на одбележувањето на Денот на Европа. Најдобрите, најталентираните и наградените ученици за своите инвентивност и талент на традиционалното одбележување на Денот на Европа од Општина Центар беа наградени со еднодневен излет во Охрид. Како што информираат од Општина Центар, 100 ученици од основните општински училишта Гоце Делчев, Кучо Рацин, Димитар Миладинов и Свети Кирил и Методи, кои беа најдобри во музичко-сценските настапи и за изработка на најдобар екопостер, уживаа во убавините,
историјата и се запознаа со традицијата и знаменитостите на древниот Охрид. Заедно со градоначалникот на општина Цинтар Андреј Жарновски и со евроамбасадорот Самуел Жбогар, децата во текот на целиот ден беа на Плаушник, Света Софија, уметничките галерии, заливот на Коските и старата Охридска чаршија. Во Ѓурче Петров започна акција Дотирај го Скопје. Деталите за акцијата ќе ги дознаете нешто подоцна во вестите. Деновиве активно се работи на расчистување на просторот околу стадионот Филип II, каде на 8 август ќе се одржува Суперкупот. Акцијата за чистење ја спроведува јавното претпријатие Комунална хигиена. Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во координација со град Скопје почна да спроведува посебна акција за одржување на јавната чистота во централното градско подрачје и во околината на градскиот стадион. Акцијата, информираат од јавното претпријатие, почна на 11 јули и ќе трае до завршувањето на Суперкупот на УЕФА, што на 8 август 2017 година ќе се отигра на арената Филип II во Скопје. Во акцијата секојдневно учествуваат приближно 20 работници, кои се ангажирани за расчистување на отпадот, чистење и метење на скалите што ја поврзуваат улица Лазар Личиновски со кеот на реката Вардар и рачно и машинско метење на скалите во близина на градскиот стадион. Покрај тоа работат на расчистување на отпадот под мостот Гоце Делчев, камениот мост, мостот Мајка Тереза, мостот Око и мостот Слобода, како и на рачно и машинско миење на сите улици и патеки околу градскиот стадион, соопшти Комунална хигиена. Покрај стандардната механизација, се вели во соопштението, во рамките на посебните активности поврзани со одвивањето на Суперкупот на УЕФА, јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје употребува и едно специјално комунално возило, Пијаджо и 3 автоцистерни. Со цел да се разубави Скопје, во скопските општини ќе се одвива акција за засадување цвеќиња. Акцијата денеска започна во општината Ѓурче Петров, каде беа засадени брзорастечки бршлени. Општината Ѓурче Петров и дизајн центарот Јавна соба ја започнаа кампањата Дотирај го Скопје. Целта на оваа кампања е да се создаде свест кај граѓаните за разубавување на нивната животна околина на практичен и економски начин и да се поттикнат истите да се грижат повеќе за јавниот простор во својата општина. По тој повод, денеска на излезот од општина Ѓурче Петров на главната сообраќајна артерија, улицата Ѓурче Петров, за прв пат се засади брзорастечки бршлен. Целта на оваа акција за разубавување е да се разубави просторот, но и да се придонесе за намалување на штетноста од издувните гасови и прашина. Денеска во општината Ѓурче Петров заедно со Организацијата за урбанизација и дизајн Јавна соба од град Скопје отпочнуваме со акцијата за разубавување на Скопје и првите потези или првите фрагменти од овие настаневи се случуваат во општината Ѓурче Петров со засадување на еден блок на цвеќиња. Оваа акција ќе трае додека временските услови овозможуваат, додека можат овие садници да се фатат, да кажам, да може да виреат на ова поднебје и ќе треба секако да се грижат. Иначе основна садница се бршлените, кои многу брзо растат, брзорастечки бршлени. Градоначалникот Митровски ги повика граѓаните да искористат оваа можност за да добијат бесплатни садници од видот брзорастечки бршлени и по нивна желба да бидат засадени на места кои граѓаните ќе ги посочат. Барањата треба да се поднесат на пријавницата во општината секој работен ден од 8 до 15 часот, а дизајн центарот Јавна соба ќе врши надгледување на реализацијата на проектот. На сите граѓани во општината и на градот Скопје кои се љубители за разубавување на свој неурбанизиран простор да се јават во општината Ѓурче Петров и заедно со оваа граѓанска организација ќе добијат одредени садници да можат да ги засадат и разубават сите своји површини, како зелени површини да кажем или неуредени површини, дали се наоѓаат во нивниот двор, на јавни површини и така натаму со цел да се допринесете Скопје да се раззелени, разубави и да имаме поубав град и поубави општини на ниво на град Скопје. За успешен тек на реализацијата на овој проект е задолжен дизајн центарот Јавна соба. Општината Ѓурче Петров е првата општина во која се реализира овој проект, а се очекува наскоро истата да продолжи и во останатите општини. Драго ми е што токму од Ѓурче Петров започнавме. Значајно е тоа дека општината прво препозна една здрава идеја, солидна идеја, каде што
оставено е вистински на граѓаните прво да земат учество, ова е иницијална каписла овдека, меѓутоа можеби да дадат и своји предлози како понатаму да се подобри животната средина во самата општина. Општината гледам дека е навистина отворена за соработка, за предлози. Еден анкетен лист е изготвен, може да дадат предлог како понатаму да се разубават јавните простори во Ѓорче Петров. Управата за јавни приходи најавува дека ќе започне со присилна наплата на сите граѓани и фирми кои имаат неплатена сметка за радиодифузна такса. Плаќање на радиодифузна такса може да се изврши и електронски, користејќи електронската услуга радиодифузна такса. Граѓаните и фирмите кои имаат неплатена сметка за радиодифузна такса до 30 јули годинава да извршат плаќање на долговите во најкусо време, бидејќи ќе почнат постапки за присилна наплата, информираат од Управата за јавни приходи. Со цел обврзниците да не се изложуваат на блокирање на сметки и дополнителни трошоци, препорачуваме навремено да проверат дали имаат заостанати долгови, односно доброволно да ги платат. Потсетуваме дека до донесување на најавената измена на законот за укинување на радиодифузна такса, обврзниците имаат законска обврска да ја плаќаат оваа јавна давачка, а за неплатените обврски УЈП има законска обврска да ги преземе сите мерки за наплата, велат од управата. Со цел намалување на времето и трошоците за плаќање на радиодифузната такса, без чекање на шалтери, граѓаните посочуваат од УЈП може да извршат плаќање на таксата со Виза, Маестро и Мастеркард, без готовинска картичка преку интернет, користејќи ја електронската услуга радиодифузна такса. Велишкиот театар вечер на малата сцена на Македонскиот народен театар во рамки на фестивалот Скопско лето ќе ја изведе представата Синиот портокал од Џо Пенхол во режија на Александар Ивановски. Велишкиот театар вечерва на малата сцена на Македонскиот народен театар во рамки на фестивалот Скопско лето ќе ја изведе представата Синиот портокал од Џо Пенхол во режија на Александар Ивановски. Драматург на представата е Катерина Момева, сценографијата е на Филип Коруновски, а автор на музиката е Сашко Костов. Во представата настапуваат актерите Фаик Мефеиловски, Самуел Стојановски и Жарко Спасовски. Синиот портокал е драма за современата психијатрија со застарени методи на лекување и без помошноста на докторите да ги лекуваат своите пациенти без седативи. Иако во оригиналната драма централниот лик е афроамериканец, оваа постановка содржи една поинаква драматуршка адаптација, во која контекстот се актуализира и локализира. Адаптацијата се однесува на Ерџан, Ром кој заглавува во лавиринтот на својата шизофренија, но и во лавиринтот на психијатриската клиника. Оваа драма топло ја брани неправдата која ја нанесуваме некогаш преку негативна, а некогаш преку позитивна дискриминација, истакнува режисерот Ивановски. На Скопско лето вечер е и изложбата на Друштвото на ликовни уметници на Србија, која ќе биде отворена во НЛБ галеријата од 20 часот, а на програмата Кафе кино од 21 часот. Во Сулијан ќе биде прикажан српскиот филм Панама во режија на Павле Вучковиќ. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во недела и понеделник ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во општините Сарај и Центар. Без електрична енергија во недела на 16 јули во периодот од 9 до 13 часот ќе останат корисниците од улицата Франклин Рузвелт број 34, како и објектот на СЈО и локалите лоцирани околу СЈО во општина Центар, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи. Во понеделник на 17 јули без струја во периодот од 8:30 до 13 часот ќе останат дел од корисниците од улицата Тасино Чешмиче на потегот помеѓу булеварот Тодор Александров до улицата Драмска во општина Центар, а во периодот од 9 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од село Матка, како и сите угостителски објекти и објектот на Јасен во општина Сарај.
За време на викендов, времето ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и повремено засилен северен ветер, претежно во источните и јужните делови од земјава. Дневните температури ќе бидат во опаѓање и во недела и понеделник ќе биде најсвежо, со температура која ќе биде под 30 степен. Пред да се одјавиме уште една информација. Одделението дрвореди на јавното предпријатие Паркови и зеленило во понеделник ќе изврши сеча на едно суво дрво на улицата Македонија, кај спомен куќата на Мајка Тереза и на две суви дрвја на булеварот Климент Ухридски, спроти бензинската на Макпетрол. Како што информираат од јавното предпријатие, дрвјата ќе се сечат од безбедносни причини, бидејќи се стари, деградирани и оштетени. Со ова информација завршуваме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Останете и понатаму со МТМ телевизија. Довидување.